Македонија со Бранко Црвенковски. 15 години заедно. Што зборуваше, а што направи БЦ во изминатите 15 години? Наша обврска е и ние ќе ја исполниме, да изградиме на поинаква, посрекна Македонија. Македонија во која ќе се знае кои се честните и вредните, а кои се криминалците и неморалните, и едните ќе бидат наградени, едните ќе бидат почитувани, а другите ќе си го најдат вистинското место во една правна држава. За време на вашиот мандат, Македонија се наоѓаше на 105-тото место на светската листа на корупција, заедно со Уганда. На кое ли место ќе беше да не го искореневте криминалот и корупцијата како што ветивте? На 15 септември Македонија во која ќе нема ниту едно семејство без барем еден редовно вработен. Дали знаете дека за време на вашето владење процентот на невработеност се искачи од 27% на 40%, односно бројката на невработени се зголеми за нови 150.000. На 15 септември сиромаштијата ќе победиме пред се и над се со отварање на нови работни места. Вака отворавте нови работни места? На 15 септември не сме во Македонија да има барем еден родител што не може да си го ишколува своето дете. А што е со 18.000 деца кои не биле вклучени во образовниот систем и 100.000 лица над 15 години кои не знаеле да читаат и пишуваат за време на вашиот мандат? На 15 септември Македонија во која ќе нема ниту еден човек кој ќе се плаши дали може да го плати своето лекување. Може би не го исполнивте ова, но затоа министерот за здравство Владо Димов купуваше бисери за своите колешки, додека болниците завршија со долг од 2 милиарди и 400 милиони денари на крајот на 2006 година, а милионски суми наменети за лекови од позитивната листа завршуваа во непознат правец. На 15 септември ние пасош од некоја друга држава резервен во джебот немаме. Ние авионски карти за други земји немаме. Очигледно не ги броите бугарските пасоши. На 15 септември оваа држава има да се знае кој е честен, вреден, способен, а кој е криминалец и неработник. И секој ќе си го најде своето заслужено место. Дали тоа важи и за членовите на вашата партија? На 15 септември првиот ден откако ќе расчистиме оваа работа околу одговорноста и јавно ќе ги обелодениме сите личности кои што на еден или друг начин, директно или индиректно, имаат своји прсти и се замешани во сите овие афери, без разлика кои се на кои места се наоѓаат. На 15 септември наша обврска ќе биде да воспоставиме ред и закон во оваа држава. Ќе ги победиме криминалот и корупцијата. А зошто не превзедовте ништо за расчистување на серијата на неразјаснети политички убиства и самоубиства? На 15 септември ние остануваме на двојната формула, ние остануваме на нашиот став затоа што цениме дека аргументите кои што ги имаме се издржани, дека е тоа еден принципиелен пристап и став и дека нема потреба да го менуваме. Ова е вашиот став или ова е вашиот став? Новата реално значи и потреба Македонија да направи отстапки од така наречената двојна формула. Може би ова е вашиот став? Ако се најде формулација, значи со некаква додавка или придавка, која што нема да значи рушење на националниот идентитет, туку може би дополнителен опис на нашето државно уредување. Или ова?
Кој е вашиот став, господине Црвенковски? На 15 септември Сум го дал одговор дека немам намера да се кандидирам на последните председателски избори. Како и секогаш, си стоевте на зборот. на 15 септември тие што мислат дека ова го правам и во ова учествувам заради власт, се лажат. Мојот мотив е многу посилен. Може би финансиски? На 15 септември Одбележувањето, демаркацијата на границата ќе се случи до крајот на оваа година, значи до крајот на 2004 година. Уште едно ветување кое никогаш не го исполнивте. на 15 септември на 15 септември Македонија пак ќе се роди, на 15 септември Македонија ќе победи. Македонија има своја иднина и ние таа иднина ќе ја обезбедиме. Како ли ќе изгледаше Македонија денес да не ја обезбедевте вие иднината? На 15 септември 15 години Бранко Црвенковски, 15 години лажни ветувања.